членовите на Сојузот на борците на Македонија и граѓаните продолжувачи, како и сите граѓани на државата, сакаат да живеат во држава во која ќе има правда за сите, а тоа кога велиме за сите е по национална, по социјална и верска правда. И држава во која демократијата ќе се развива во позитивна смисла, со тоа што нашата држава ќе ја нареди во редот на државите, напредните држави во Европа и во светот. Граѓаните сакаат и очекуваат таква Македонија, а не Македонија заглавена во минатото. Што се однесува за минатото, него го почитуваме и го почитуваме. На него сме горди, од него влечеме поуки за да ја градиме иднината. Што се однесува за нашата борба и членовите на Сојузот, ќе се бориме за една Македонија, една изградена иднина, и тоа за општество во кое граѓаните ќе бидат почитувани. Посебно ќе бидеме горди доколку граѓаните со сопствени сили ги решат проблемите кои што се пред нив. И така ќе создадеме и ќе се потрудиме да создадеме една држава во која ќе има место за сите. Ова се 10 пеколни години за граѓаните на Македонија, затоа што ние не сме научени да живееме во режим и имам неколку пораки да упатам од ова место. Тоа е првата порака е, ќе кажам една мала вака анегдота. Значи, во Стара Грција имало обичај кога се случувале војни, она што бил интелектуален свет и нивните мудреци ги преместувале на островите, за кога се ќе заврши, да се вратат повторно назад, за да има кој наследните генерации да им даде нешто добро и убаво. Мислам дека Македонија во овој момент ќе мора, ако сака да преживее и како држава и како нација, ќе мора да си ги побара своите даровити поединци, независно од партиски убедувања, независно од се, за да дадат нешто добро и убаво за оваа земја. Воспротивно ќе пропаднеме и као држава и као нација. Една од главните забелешки што имам за она што е македонска интелигенција, затоа што таа е таа што треба да го поведе народов некаде. Тоа е нејзиното демоде разбирање за моментот во кој што живееме. Значи, моја желба е да не се враќаме во 1994-та, туку да се отвориме кон сите внатре прво, потоа да се отвориме кон сите држави околу Македонија, да го видиме моментот во кој што живееме и да не се браниме од ништо што е ново и модерно. Значи, мојот идеал е слободна, модерна Македонија.